Почитувани гледачи, добро вечер. Четврток, 21 часот и 30 минути, термин резервиран за ново издание на дебатниот магазин Клик Плюс. Еврокомесарот за проширување Јоханес Хане во Скопје, а најавена е уште една посета на австрискиот министер за надворешни работи Себастијан Курц. Дали во неможност да се договорат сами партиите, дали посредничката мисија на странците во Македонија повторно ќе биде решавачка? Кој ќе ја прифати платформата на албанците, а кој нема да попушти пред националните интереси? Дали ќе има нова влада во широка коалиција или пак ќе бидат неизбежни нови парламентарни предвремени избори? Во Клик Плюс вечерва дебатираат Агим Јунус, аналитичар. Добро вечер, господине Јунус. Мухамед Халили, колумнист. Добро вечер и за вас. Александар Каржаловски, извршен директор на Македонскиот центар за меѓународна соработка. Добро вечер. И господинот Александар Флоровски, поранешен пратеник во 3 мандати чинам. Господине Флоровски, добро вечер и за вас. Ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од Клик Плюс. Од она што денеска се случуваше, ги имаме изјавите на сите политичари, односно на партиите кои што освоија мандати во собранието. Ке ги чуеме малку подоцна, очекуваме само да ја спремеме изјавата на господинот Заев, освен она на лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, меѓутоа нашите колеги што се во собранието јавуваат дека таа средба се уште не е почната, доколку во текот на емисијата има изјава, секако дека ќе ја чуеме незе, па затоа пред да ги чуеме изјавите, еве господине Јунус, како ви се чини се тоа? Ајде да ја наречам контролирана хаотична ситуација, можеби со доаѓањето на Хан. Намерно, зошто сега, ненамерно? Видете, комфортноста на нашата самосвест, дека само во бедата во која што се чувствуваме комфортно, можеме да бидеме она што сме, дозволува да се случи една ситуација во која што се она што нас, не и не само нас, туку како морковот на стапот што го држи за државите кои сакаат да влезат во Европа, си дозволуваме да некој доаѓа и да ни каже што треба да правиме во собствената куќа. Значи, она што во собствената куќа очекуваме некој да не научи што треба да правиме, покажува само нашата незрелост, нашата отсутност на зрелост, за да собствената куќа изградиме на начин како што би требало и како што сакаме. Мислам дека во прашање една поширока геополитичка игра, не е само Македонија во прашање, затоа што ако е само Македонија во прашање, ние многу лесно би ги решиле работите. Мислам дека ланецот на нештата што се случуваат на Балканот во овој момент, ние представуваме само една од алките во која што треба се уште да се одржи хаосот, за да се последователно, или барем во еден кус временски период од не повеќе 6 месеци до година дена, се знае што воопшто ќе се случува на Балканот. Мислам дека тоа се склопува со тоа што се уште Трамп ја нема инсталирано комплетната администрација, со она што го најавува како измени во делот на америчката политика, геополитичка, светска, па и на Балканот. И мислам дека ние сме уствари само во една, многу добро речено преска, фингирана, хаотична ситуација, која многу скапо ја плаќаме. Данокот кој што е скап, а што го плаќаме, е тоа што одиме во место, значи трчаме во место долг период, ништо не се случува, само се и се посиромашни сме и уживаме во тоа што комоцијата на ситуацијата ни дозволува да си плеснеме во фаца се што мислиме едни кон други. Ниту македонците, ниту албанците, ниту било кој народ на Балканот во овој момент ја нема таа сила да пресекува сама што ќе прави. Тоа е моје видување, можеби не сум во право. Но сметам дека ние сме во моментов во една игра во која што се уште амбиентот го одржува јакиот пиар, кој е дебело платен со парите на народот и кој каде ќе не донесе, на крај ќе видиме. Дали тоа ќе биде, дај Боже, во една поубава иднина или во една разрешница, или она друга сценарио кој е, повторно ќе кажам, не дај Боже, а тоа е во ровови.
ќе ги разгледуваме тие сценарија, господине Јунус, малку подоцна. Господине господине Флоровски, сега ќе ве прашував, меѓутоа вие веќе се јавивте за реплика. Може и како реплика, не мора и реплика, значи сега повелете вашиот став. Значи ова емисија сметам дека треба да го отвориме картите, да разговараме машки отворено, на крај луѓе сме и да се разбереме за многу работи кои добро може би што се отворија во еден ваков даден момент. Поентата на моите јавување, не знам вие крстите реплика, како сакате крстите, а не ми е ни тоа. Да си го кажете вашиот став. Значи, Агим, не се работи тука дека ние сме незрели. Пример, има една ваква изјава од пред 3-4 дена од министрот за правда на Албанија, кој испраќа депеша до Стејт департментот дека американскиот амбасадор му се меша во работите и најдиректно му наложи во што треба да работи. Вие сметате дека Хан не се меша во внатрешните работи? Молам? Мислите дека Хан се меша во внатрешните работи, односно Европската унија? Видите, доаѓа за 3 работи. Ние сите сме зрели луѓе овде, не сме малолетни, а уште помалце сме малоумни, да не кажам дека сме, не дај Боже, дегенерици. Доаѓа или за широка коалиција, значи тој е своевиден притисок. Иако јавно он ќе рече дека не доаѓам за таа работа. Она што ја и Агим ќе го разговараме, не мора тебе да ти го кажам јас. Значи парафразирам. Значи се работи или за широка коалиција, која јас лично ако ме прашате, значи овде разговарам само како Александар Флоровски. Не разговарам како представник на политичка партија. Иако припаѓам, сум ВМРО-вец. Сум нема тука збор, не сакам сомнеш да си има. Значи, ако ние сме малоумни, како што вели Агим, ако албанците се малоумни, ако србите дозволи, не. Малоумни. Јас само реков дека ушимаваме во комфорот. Не, ти претходно кажа една друга работа, ако добро те следев, па те следев. Не е битно, Агим, се сведува, шом ти доаѓаат од страна емисари тебе, значи доаѓа некој, еве ти си чирченец. Да помалиот ти мудриме чвор годи купи цигари, исто ти не го прават, само што го прават сега вербално. И ти вика, прифати, ери, не играш бе брат. Во таква ситуација Македонија доведена. Во тој случај, слично се случува, само дозволиме. Ќе се сложиме околу многу работи. Ќе дискутираме за одговорноста. Што се случува. Вучич го тераат, седи на 2 столици. Во Романија, мислете случајно се тие 500.000 луѓе на улица. Видете во Бугарија како се менуваат работите. Видете во Унгарија, значи. Тоа е едно комплексно прашање кое не датира од сега. Никој на Балканот дозволи 9 години да не го дозволите тоа. Никој, само да довршам. Никој на Балканот не е будала и малоумен да не може да се среди државата. Благодарејќи на мешетарите кои доаѓаат од запад. А тоа сите го знаеме, не сакаме да го признаеме, јас јавно ќе кажам, не доведуваат во ситуација да се играат со нас како со мали деца. Тука не се работи за македонци, за албанци, за турци. Ова е држава, ќе се живееме сите ние. Еве, јас и Агим сме чирче, не се знаеме толку време. Од дете го знам, тој е помлад од мене. Че сме се почитувале, кај ќе се видиме здраво, шопра сме живееле. Значи сметате дека раздорот го прават други. Сакам да кажам дека мешетарат кај стигнат. Значи, нивната крајна цел е лов во матно. А кога се лови во матно, највеќе може да се улови. Па ја слушавме изјавата на овој Дејна Рорабахер, Македонија најдобро се подели меѓу Косово и Бугарија. Ќе анализираме подоцна. На висок представник на Американскиот конгрес да говори за поделба на држави во 21 век, кај што границите се загарантирани. Мене не ми се јасно кои луѓе седат таму. Она што колегата мој го кажа, дека очекуваме да дојде администрацијата на трап нешто да преземе поквалитетно, веќе овој Балкан да не биде бурена раздорот. Се овде нешто се случува, се овде гинат луѓе. Па ве молам, ќе анализираме зошто е тоа така. Нека се ја префрла топката, нека гинат нивните луѓе, доста гинат веќе овде луѓе. Доста луѓето се потресуваат. И мене мајка ме родила и него мајка го родила. Јас имам деца, он има деца. Никој денеска не сега си го жртва сопственото дете за некои туѓи агенди, а такви постојат. Почувајќи, само да го довршам, почувајќи од господинот Бели Горе, за кој веќе почва во Таксим во Турција, па турците му опнаа квоцата убаво, дојде овде истата работа ја прави,
друг амбасадар амерички друго прави во Србија, третиот во Албанија прави нешто трето, а знаете до кога им требаме, додека ни искористат, а после тоа, Боже ми прости на зборовите, ќе ни опнат по еден шпиц во задникот и ќе рече, доста играме со вас, кој веќе ве шиба, не сте интересни. Ќе видиме Сега што од ќе се Косово случува. копаат, руда, зимат, носа, продават, значи се работи за бизнис, за пари. Се сведува дај што можеме да искористиме, а вие ако треба нека умрат. Знаете кој е процентот на болни од карцином во Дали се Косово? оддалечуваме од Знаете ли темата? кој е процентот? Дали се оддалечуваме Луѓето од темата? умираат. Зашто да умираат? Затоа што некој пукал си испробал оружје со сиромашен ураниум? Ќе оставиме за Тоа нека е друга брука, тема тоа е невидено во секој нешто случај. во 21 век. Борет, ќе се навратиме на тоа, господине Флоровски. Значи ова е Ваше видување се моje разбира, видување, апсолутно. значи не сакам да го сватим некако реплика, реков доматински да Вашиот разговараме став како го- луѓе пред се. Борет, Да. господине Каржаловски, како вам ви се чини? Дали се сложувате можеби со некој од овие искажувања или не? Сликата беше незрели наспроти другата квалификација. Прашањето е како го би се гледа тоа доаѓање на надоврзал, Хан и ова Господин Флоровски еуфорија? почна да кажува зошто е Хан тука со варијантата за широка коалиција. Втората, како јас ја доживеав и од средбата што имавме денеска, е поддршка на која и да било влада која ќе обезбеди мнозинство, а како трета опција би биле нови избори, најнепосакувано од Европската Унија. Со тоа што ова е операционализација на која премногу некако се фокусираме ние, а она што прво го каже тоа се целите, дали се уште сме на евроинтеграцијскиот пат, дали има консензус за тоа. Ако има, тогаш се помалку битни овие расправи кој ќе направи влада и како ќе направи, ако сите се согласни дека и натаму сме стремежот е членство во Европската Унија. И за подкрепа на тоа кажат две работи, една позитивна, исходот на изборите, дека голем дел од земјите членки не верувале дека ќе спроведеме фер и демократски кредибилни избори кои никој не ги оспорува, а тоа се случи и веќе имаме, да речем, голем плюс во Европската Унија и земјите членки за до кај сме стигнале, ама дека втората поента не е доволно, треба да го завршиме процесот на формирање на владата. И мислам, тука доаѓаат овие три опции, дека мислам дека преференцијата која, иако се кажува зад скриено за ова широка поддршка, влада со широка поддршка, што поширока поддршка, тоа значи веројатно ВМРО, ДПМН и СДСМ да направат заедно или сите да направат. Тогаш е најширока, иако ја не верувам дека е тоа можно. Па потоа, ако тоа не е можно, сепак да се дојде до некаква влада, која каква и да е, не се мешаат или не сугерираат, освен можеби во билатералните разговори. И тек како трета опција, ако веќе нема друго чаре, нови избори, ама морковото од другата страна, што мислам дека го носи или го донесе, е базирано на успешните избори, дека ако се успешно спроведе и процесот на формирање на влада без турбуленции кој да остане во опозиција, дека можеби ќе можеме да очекуваме награда условно речено, односно да се донесе одлука за почеток на преговорите за членство. Господине Халили, како вам ви се чини се тоа, па гледам се јавуваат веќе за прво, реплика. Ваше видување. Две реченици околу осиромашениот ураниум на Косово. Вчера читав во македонски портал дека во Република Македонија дневно или секој втори ден имаме пријавено 10 жени со карцином. А Македонија не е бомбардирана. Точно не го спорам. Точно, јас сум го А прочитал, да. Македонија не Почитав, беше да. бомбардирана од НАТО. Да, па тука и тука доаѓа и е тука, да. бомбардирана од прљавштина, од ѓубре. Види, Сите јас знаеме, не Тетово сум живее во атомски ѓубре, физичар, дали може Скопје тоа, живее ама- во ѓубре и луѓето умират. Сега дали е поблаго да се умире од нечиста средина или од НАТО, не знам, тоа е умирачка, и една и друга. Умирањето во секој случај е непријатно. Тука господине сега, не, сакав да го подсетам Добро, господинот. сите ќе го фатиме тој пат. Никој нема Добре. да остане на овој свет. Иако со устав, граѓаните на Република Македонија имат право на здрава животна средина. Со устав е гарантирано тоа. Одиме понатаму.
Видите, ние сме земја кандидат за членство во ЕУ. И ги молиме луѓето, дипломатите, аман направите нешто Република Македонија да ги живее благодетите на членството во ЕУ. И сега сме почнали да ги живееме. Имаме разни фондови, разна помош. Предпристапни помоши. Да. И треба да одиме поната. Меѓутоа, имаме едно општество на 28 држави кои не сакат да не примат, ако во една земја членка на Европската Унија или кандидат се појават луѓе кои не ја сакат нивната држава. Точно. И кои ја плячкосуваат нивната држава. Сега овој феномен го имаме ние. Еднаш го имавме 98-2002, тоа е јавно. Зошто се опростиле луѓето, тоа е друга работа. Сега го имаме тука, луѓето велат не е така, велат лепени, фотографирани, не знам што, се сложува. Сте избрали инструмент за решавање на овој проблем? Да го решиме. Тие што имат имунитет, да се ослободат од имунитетот и да велат, види, како што велат сега, ние не сме виновни, тоа ќе го докажеме пред суд. Оставите ја Катица, не се занимавајте. Катица Јанева е странка. Ја не се занимавам. Ја не се занимавам, што ти кажам. И сега зашто дошол? Не ме тангира воопшто мене Катица. Ако добро ве разбрав, Да. господине Халил, сметате дека самото доаѓање на меѓународната заедница, на представници на Европската унија и САД, значи затоа што ние сме побарале помош од нив, за да се евроинтегрираме и во НАТО да влеземе. Затоа што ние не сме способни да ги решаваме ние самите нашите проблеми. Јас, може би, овој пат ќе видам нешто пошироко, ама другите патишта нема да зборувам толку. Само Говорете, ово да го... скажете го вашиот став, повелете, повелете. Повелете. Господин Хан дошол како резултат на тоа дека имавме едно известно време затишје пред бурата. Ги чекавме резултатите на изборите. Тие ни поставија критериум, слободни и фер избори. Заклучија дека сме имале слободни и фер избори. И рекле, нема сега да ги вознемириме нив, ќе видиме што ќе прават. Од 11 декември никој не дошол тука да ни каже што правите, иако ние по разни прогласи и со прсти му кажавме, вие немој да дојдете тука, и од денеска со вас нема да контактирам. И сега доаѓа господин Ан, меѓу другото вели: сакаме влада со поширока поддршка. Сакаме демократска влада. И тоа е возможно. И да не се губи времето, како што вели Хан. Сакаме влада која ќе тера 4 години мандат, што е невозможно. Невозможно. И сакаме човек кој ќе комуницира со нас. И рамката тука е вред сега. Кој ја разбира рамката, треба така да постапи. Дали тие ни наметнуваат нас? Не. Јас одговорно тврдам дека во Република Македонија не може ни една влада од широка коалиција, затоа што проблемот не е таков. Ние таква влада имавме 2001 година. Но знаете како се деси? Прво, ние, албанска и македонска опозиција, утврдивме дека ова работа бара излез. Второ, јас лично сум му рекол и на господин Бучковски, и на господин Црвенковски, ова работа не се решава со војска. И тие се сложиле. Кога се сложивме, тогаш ние, ПДП со ДПА, иако тогаш бевме многу скарани, многу, седнавме и рековме, дали да се помириме. Каде излезот? Излезот е заедничка албанска платформа, не
платформа било каква. Платформа дека ќе го поддржиме ние сега Алија Мандатарот. Мети. Бидејќи тој беше нападнат како терориста, беше нападнат со сите, Но тоа беа Албанија не други го односи, поддржуваше, господине Косово Халили. не го поддржува, Америка не го поддржуваше, ДПА не го поддржуваше. Ние рековме сега ќе седнеме, ќе бараме излез. И каде излезот? Излезот Охридски рамкови ти договор беше излезен. преторицки. Тоа Ти, господин Арбен Джафери, ќе го убедиш твојот партнер Лупчо Георгиевски дека мора да направиме влада од широка коалиција. Таа влада ќе трае 1 година, ќе има овој приоритет да се реши проблемот со бунтот на албанските бунтовници и да влеземе заедно во владата. И кога ние се сложивме со СДС, кога се сложи Лупчо Георгиевски со Арбен Джафери и Мендо Тачи, и тој бил современик, тогаш ние им рековме на Леотар, на Леруа, на Пердју, дека ние бараме влада од широка коалиција и затоа успеавме. Така, во ред. Се јавивте Може за би- реплика господинот Јунус, господинот Флоровски, па после одиме со вториот сет прашања од господинот Каржаловски. Ке почнеме, повелете. Јас за жал нема да можам да го променам својот став во делот на она што го реков дека ние сите уживаме во бенефициите и комфорот на собствениот примитивизам, чекајќи некој друг да ни ги реши проблемите. Зошто сметате така, господине Јунус? Сега ќе објаснам се. Значи, господинот спомна една работа која ме подсети на стиховите на Коста Солеврацин, кој вели живе го живетот онаков каков и да е. Значи, ако веќе работиме на тезата дека треба да имаме влада каква и да е, и ако се вратиме на стиховите на Коста Солеврацин, живе го животот каков и да е, доаѓаме до тезата дека ние само преживуваме цело време. Ние не живееме, ние преживуваме, ние обстануваме и чекаме да се роди новиот ден. Сега, чекајќи да се роди новиот ден, ние сите проблеми ги фрламе под тепих. Имено, ако после 25 години ние се уште се бавиме со нешто кој треба да бидат расчистени првите 2 години, тоа само да докажува неспособноста на системот да се самоорганизира. Да се вратиме на оно што господинот Халили го спомна, и он сосема легитимно и со артефакти кои се историски докажани, рече ние понудивме еден модел на широка коалиција, меѓутоа тој не функционираше, не беше адекватен. На што се должи тоа? Да бидеме начисто прво. Ако земеме да направиме некој копи-пейст на тој амбиент со денешниот, имаме перпетуум мобиле. Во кој дел? Широка коалиција во овој момент помеѓу СДСМ, ВМРО, ДУИ и останатите партии на кои би се поделило по некој министерство, е една вреќа со многу оштри камења внатре. Значи, тоа би било само продолжување на агонијата во која се наоѓаме веќе подолг период. Да бидеме искрени, оваа држава веќе многу губи, скоро година и нешто. Мислам дека Две станува. од бомбите зборувам, од првото Со тоа што објавување. ништо не работи, со ништо не се бави, освен со тоа дали ќе има или ќе нема избори. Се бави со кој е крив, држте лопова, и со некои работи кои што ден денеска многу успешно, апропо спинот кој што се инсталира 9 години, кој функционира ненормално добро, го крие клучното прашање. Зошто сме во ситуација во каква што сме? Шарената револуција, кој ја оправдува, кој не ја оправдува, не е битно. Меѓутоа, имаше еден лајт мотив кој велеше доста криминал. Сметам дека ние се уште работиме на тоа да суштинското прашање го фрлиме под тепих. Широката коалиција дава идеална можност да не се одговори на тоа прашање. Затоа што широката коалиција ќе треба да се дефокусира и да разговара на тема како побрзо да влеземе во Европа, а сите сме свесни дека уште долго нема да влеземе.
како да се приклучиме кон евроатлантските НАТО структури. А сите сме свесни дека да требаше, ќе влезевме одамна и бевме спремни пред Албанија. Меѓутоа, во Романија се види дека не влегуваме затоа што Грчка стави вето, името треба да го смениме. Имаме неколку суштински прашања за кои што немаме ниту храброст, ниту доблест, ниту спремност да ги решиме. И се обидуваме да изиграваме некакви паметњаковичи кои што купувајќи политика лар пур лар, значи политика ради политика, се ги чуваме позициите какви што се, прашањата не се решават затоа што немаме храброст и доблест. Чекаме некој друг да ни каже како тоа да го направиме и доаѓаме до клучното прашање. Ако денеска можеме да го решиме проблемот, дали ќе се формира влада или не, ние се соочуваме на принципот на таз и контратаз, значи на една вага, со аргументи про ет контра. Не постои неискомпромитиран политичар во Македонија. Ако некој се обиде да ме демантира, мислам дека ќе имаме многу голема дискусија како да го аргументираме тоа дека не е во право. Ако стигнеме до тоа, господине Јонс. Значи, што сакам да кажам? Веќе имаме можност да доколку Зоран Заев добие мандат и формира влада, или барем започне проговори за влада, од друга страна имаме еден многу јак, акцентиран, информативен амбиент во кој се вели само пробајте да направите, ќе видите какви нереди има. Тоа во заграда може да го прочитаме од пораките на ВМРО, нели? Јас барем така размислувам, можеби не сум. Тоа е вашиот став во ред? Да. И значи цело време играме на една теза која функционира 20 и кусур години во Македонија. Фантастично. Тоа е диаметралната спротиставеност по ставовите на етникумите, можноста за нивни конфликт, стравот кај народот кој лозието го чува, апропо немојте, може војна да има, меѓутоа, откога целата пиар машинерија виде дека народот не го јаде више тоа, условно речено, они најдоа многу пософистициран модус да истата приказна ја спакуваат во друг целофан. Другиот целофан се вика вака. Нема да има војна, пошто народот не ќе веќе интеретнички да се закашкува, но имајте во предвид дека доколку им дадеме веќе на писмените, а не на тогаш полуписмените албанци по некаква дефиниција, право на тоа, ние губиме државата. И дојдовме до еден модел кој е непобитно инсталиран во испраните мозоци во секојдневието, кој вели доколку не размислуваш идентично со ставовите на ВМРО, ДПМНЕ, ти си антидржавен елемент. Не сметајки на простата математика, аритметика е тоа, која вели дека ВМРО ДПМНЕ има 450.000 гласови, што е 1/4 или дури и помалку од комплетната бројност на македонците. Дали тоа значи дека живееме во држава која има 3/4 деструктивен, антидржавен, значи елемент во себе и 1/4 која вели аут Цезар, аут нихил. Или си Тоа ќе го анализираме кога ќе ги слушнеме изјавите на лидерите, господине. Да, ма ќе се надоврзи на ово, во секој случај. Во ред, но ќе анализираме подробно, само да ги слушнеме изјавите на политичарите. Се јавив ти вие, господине Флоровски, за реплика или вашиот став и господинот? Ќе кажам мојот став, на мојата забелешка исто да ја кажам. Повелете. Саатот е 10, емисијава ви е премногу кратка, за да можеме Затоа да не губиме време, ве молам. Сите ние да можеме да се искажеме. Треба да направите некој ред. Без при тоа да ве критикувам, не ми беше тоа намерата. Се разбира. Затоа што и он сака да збори, и колегава мој. Затоа да не губиме време, ве молам. Сакам ова да ви Повелете. кажам. Господине Флоровски, морам да ве прекинам. Ве молам се, господине Јунус. За ние надвор нешто веќе разговаравме. Бидете искрени и доблесни. Нас не гледа цела популација. Бидете искрени. Па не гледаат Ве молам, сите. нема да се оддалечуваме од Телекабел не темата. гледа. Господине Флоровски, имаме, ве искрени и молам. доблесни. Господинот Кржаловски Признајте една чека. работа. Дали да не постоеше албанското прашање? Македонската страна ќе покажеше максимална спремност, зрелост, консолидираност и воопшто
дали ќе покажеше зрелост за една права, зрела 21 вековна држава. Зборуваме сега за Заборавите формирање дека на после нова влада само или нови избори. Ако си завршил Агим, ова е Ве многу молам. комплексно прашање за да можам да ти одговорам. Не, многу Значи не едноставно. можам, Ве молам, не можам да да не ти се удалечуваме одговорам од во рок темата, од 30 повелете. секунди. Ова треба да се седне и да се разговара Или тогаш отворено и да си кажеме што ќе ви име да беа кажеме. криви грците. Ве молам. Значи сакам следното Или да бугарите кажам. ќе ви беа криви. Или Повелете, србите ќе ви господине беа Флоровски. криви. Повелете, господине Агим, Флоровски. мислам, види, таквите провокации, прво не ги сакам како човек, затоа Господине што не Флоровски, ве провоцирам. молам. Се јавивте за друго и не е во врска со темата. те Повелете. замолувам, Реални прашања. Затоа што види Ве молам, темата не е за- ова се Ве вика молам. чаирски кажано подпикување. Господине Флоровски, се јавивте за друго. Ве молам, да не губиме време. Господинот Кржановски апропо, чека. чекаме ја чекам Искра, молим Повелете. те. Апропо на што Мухамед го кажа. Го спомна и Агим, го спомна и Именјаков тука. Кржановски. Кога говориме за Европа, се е тоа во ред. Добиваме некои ситни бенефиции, фрлат некоја паричка, кај завршува, ако ме прашаш лично мене, ја не знам. Апсолутно не знам кај завршува. Утре, ако дојде некоја друга власт, ќе докажува кај завршили тие пари. И не можеме однапред да осудуваме и прогласуваме криминалци, додека судот не докаже. Значи, ти си невин, јас сум невин, се додека судот не докаже дека Флоровски дрпнал толку и толку врз основа на валидни показатели. Дали се живи сведоци, дали се документи, дали со, не е ни битно. Зашто тогаш го кога инхибирате Господине Јонус, Кога говориме за Европа, има една песна македонска, он го апострофираше Коста Солефрацин. Ова песна е после поделбата на Македонија, вели вака: од врвот на Пирин планина, очаен глас се слуша, о Европо, ти буднице вавилонска. Значи, истата игра не ја игра, што не играат сега. А лекцијата не ја научивте. Лекцијата, за жал, морам да признам дека не е научена. Колку да бидеме ние добри, сервилни, све да направиме што ќе ни речат. Една рака, она што Мухамед го кажа, ќе крене рака против, ние немаме теорија да влеземе таму. Значи, тоа е врзано со промена на име, промена на историја, промена идентитет. Зар постои македонец лудак кој ќе прифати таква работа? Дали ти би прифатил место албанец, не знам да те прикрстуваат. Никогаш. Војна ќе се води и не се прифати таква работа. Сметете дека и ние имаме дигнитет македонците. Ти можеш да ме газиш, ама немој да ме газиш до даска. Или уби ме, ама ако останам жив, јас ќе се борам за она што е моје, за она што е вековно. Во смисол на она што не негираат, на она што не газат, она што ни го прави во минатото. Разговаравме доле дека си пораснал со беломорци. Ти ја знаеш најдобро нашата судбина која. Господине Флоровски, Само да довршам. Значи, доаѓањето на хан овде, јас лично го гледам како своевиден притисок. Дали ќе се направи влада, дали не, јас тоа не го знам. Не учествувам ни директно, ниту индиректно во овие, што би рекол Бранко Црвенковски, играрии. Не знам што ќе договарат. Но апсолутно против сум широка коалиција, а се залагам за нови парламентарни избори кои ќе бидат добри и за македонските партии, ќе бидат добри и за албанските партии, во конкретниот случај за ДУИ, затоа што Заев преку своите мешетарање Сорос, Морос и компанија успеа да им украде 70.000 гласови. Тоа не го очекуваат ни албанците, не го очекувавме ние дека еден човек кој нема некоја голема интелектуална дарба ќе успее тоа да го направи. Но очигледно дека чадорите се добри учители. Кога говориме ние, кога говориме за ширената револуција, Агим спомна за криминалите. Сум сите криминалци да се осудат, но дајте да проговориме за другата страна криминалот. Отпосле се поправи дека нема политичар кој не е влезен барем до тука во некој туѓ джеп.
Ама, господине Флоровски, дали е... Вака сега, ве молам. Ако следите... Дали може- не Ве молам, сме- господинот, ве молам, ќе избегаме од темата, господинот Кажаловски чека. Вчера Артан Не Груби сум- на не Осат сум го изјави слушал, еве, искрено следно. ти кажам. Ве молам, вчера Артан Груби на Осат го изјави следното. Господинот Али Ахмети инсистира за продолжување на СЈО, инсистира за доведување на вистината на Виделина и инсистира нештата да одат до крај. Што ви вели тоа? Тоа значи дека, ве молам, немојте комплетната не согласувачка страна да ја прифаќате како контрапродуктивна. Напротив, Не. ве молам. Во ред. Само ако Господине може Халили, една секунда. Една секунда, господинот Халили чека. Агим, сакам ова да го кажам. Јас како ги гледам, значи, пробувам да бидам објективен, не субјективен, затоа што припаѓам на една политичка партија. Стварно, секој сум бил отворен и со отворено срце. Кога говорите за СЈО, па не знам од каде, од свемирот се гледа на каде ја влечат воденицата и водата. Па тоа не е организација која треба да доведе криминалците да ги доведе во затвор. Тоа е организација под юрисдикција на некој од Запад, а овде се ревности спроведители на одредени агенди. Знаете ли што е тоа? Тоа е мапет шоу. Или СЈО подобро не е кажа тема на на оваа англиски, дебата, знаеш, ве молам. папет шоу. Во ред. Игра на Господине Халили, кукли. повелете, па ги Тоа е слушаме куклена емисија изјавите. за деца, ве молам. Во ред. Па дај да бидеме искрени еднаш. Се Да се јавивте- погледнеме очи да бидеме искрени. Се јавивте за реплика, Мухамед, ти господине не се Халили, јава, ти се повелете. сложи со мене, знам. Повелете. Тоа е мапет шоу. Слушај, Знаеш Во ред, што? СЈО Никој не е од нас тема на не е оваа малоумен дебата. Да не вежба СЈО. Повелете, господине Не, Халили. не, видите. Господине Никој не е Халили, глупав. повелете. Не, види, можеш да ме тепаш, да ме убиваш, не Во ред. гази на мојот интелект. Гледаме што се случува. Денеска Господине Халили, 200 повелете. души од Охрид ги собраа со полиција да ги носат, дали до тацат СЈО 500 не е тема денари. на оваа дебата, Не. ве молам. Комплексно е прашањето, затоа му реков јас најде. Комплексно е, Господине- затоа Дека сме на работиме дебата. не одат туку така. Затоа сме на дебата, Господине повелете. Флоровски, пред 2 години 120 невини луѓе ги донесоа во суд во Тетово затоа што сакав јас да ославам ПДП. А тебе ти боли сега за 200 луѓе што јавното обвинителство. Извини, Дете, Да, да. извини, не треба што сакаш да кажеш. ништо не сакам да дојдем тука. Ако инсистираш правдата да излегува на Виделина, дај да ја даваме шанса на правдата. Апсолутно. А која е правдата? Ниту ти, СЈО ли е правдата? ниту ти, СЈО не е ниту тема на оваа ја не дебата. сме подписници на СЈО. Не сум. Подписници се тие 4 лидери. А има рок на трајање. Ама зашто ние се бориме за таа работа? Рок на трајање има. Не интересира нас. Мухамед има рок на трајање, завршува. кој сме Почина, ние двајца? Се е релативно. Ама- Има рок на трајање, се договориле. Важи од тогаш до тогаш. Тогаш Завршуваме за СЈО, ве молам. Ти Не не е ме тема на оваа слушаш мене дебата. сега? Господине Можеме да Халили, говориме, види, за тие две господи од страна од СЈО. Ама- За ни Не, барилош, за катица Господине нека би Халили, разбора. господине Флоровски, Тие- доискажете се, господине тие- Халили, и одиме тие- на изјавите. Не, ова не ми беше поента, тоа ти воопшто не Повелете. ми интересира. Повелете. Имаш друга страна, имаш судот. Судот. Да, бе, да. Сега Јас не реков опозицијата се жали на судот исто така. Затоа Па ако дај не да ги чини, да ги убиеме све. ако судот не Што ќе чини, ти суд? ако СЈО не чини, пак нека се договорат тие. Што има нас двајца да расправат? Ама не, ние Во ред, дискутираме, не се готово, расправаме. ве молам, повелете. Јас ми не Ајде, сум, искажете види, се. Ово ми е ја не јасно. сум моќен да направам Не, нешто. не, не. Јас си правим, ние си Што ви е поентата, дискутираме господине и Халили? правиме Ма не ме муабет. слушате. Што ви е поентата, ве молам? Да не губиме Поентата ми е време. ова. Немој да ги подцените албанците кои гласале за СДС. Мене ми е криво како политичар. И ми е криво како албанец. Кој ги подценил? Не, Кој не, рекол? не, ги подценивте. Кој? Мене ми е криво затоа што СДС успеа да зема најповеќе гласови од нас. Така е. Тоа ми е криво. Така е, Ама така е. тоа е опомена, Се сложувам. тоа е шлаканица од народот. Треба да се сетиме ние зашто е тоа така.
Треба длабоки анализи, социолошки, психолошки, 30 економски и секунди. други. Ве молам, имам прашање за Само господинот 30 Кржаловски, секунди, ако ми ќе ги дозволите. слушнеме Ако даде изјавите може на 30 политичарите секунди. после. Ве молам, 30 секунди ве молам. Ќе ги анализираме. Немаме време, 10 Ве молам. 15 за дана завршувате. Ве молам, Ни кафе дадовте, ни чај, ништо. Мора господинот Кржаловски не да го може вака. прашам пред да отидеме на изјавите на политичарите. Господине Кржаловски, господинот Халили спомена неколку работи кои денеска со оглед на состаноците што ги имаше Хан со политичарите, со премиерот Димитриев, вели, сакаме стабилна влада, немој да губите време и споменува, тука негде го споменува зборот широко. Широка коалиција, уставна коалиција и така натака. Во таа смисла ве прашувам како го разбирате ова. Соговорниците горе долу го дадоа Не своето постои мислење. термин уставна коалиција, бе, луѓе, Господинот што каде Флоровски е ова го против изваде? широка коалиција. Таква горе работа не долу. постои во Вие уставот. како го разбирате? Уставна Кажи, коалиција Аги, широка. молим Ве те. молам. Значи, Европската комисија Ве и молам. КАН не употреби широка коалиција, а велат широка поддршка. Поддршка. Сега прашање кој како си ја подразбира. Так. Јас ја подразбирам дека најшироката можна е и ВМРО ДПМН и СДСМ во иста влада, како што беше 2001. Дали сме во толку трагична ситуација како тогаш и еве нас сами не ни текнува, тогаш сами се организира и сами ја направија четирите партии таа широка коалиција. Сега никој не ја форсира, никој не ја ни сака и ја не верувам дека може да се случи, се слагам дека нема да ја биде. Ама исто се слагам дека е заради незрелоста за која зборуваше Агим Јонус. Бидејќи во Германија, например, таква функционира. Меркел е од нивното ВМРО, министерот за надворешни работи е од нивното СДСМ. И еве неколку години веќе се у коалиција голема. И функционира, ама ние не сме на тоа ниво или зрелост или разбирање или колаборативност или толку сме се поларизирале да тоа сметам дека у моментов невозможно. Хан вика, Ама Хан ни порачува вика нешто широка друго. поддршка, ако можете направите го тоа, зашто тоа ќе треба за пристапните преговори. Дали ќе се дојде, никој не го спомна прашањето на името и не верувам дека уопште се разговара во оваа рунда. Дали ќе дојде време за тоа да се реши и тоа ќе биде таква влада, може ќе има основа да го отвори тоа прашање, да го реши. Ама јас не верувам лично дека ќе се случи такво нешто и кога е така, тогаш било каква следна влада, значи било кој што ќе успее да создаде мнозинство, дали тоа ќе биде ВМРО ДПМН со ДУИ или СДСМ со ДУИ, Европската комисија или Европската унија ќе ја поддржи таквата влада, а повикува и тие што нема да се најдат во новата влада да не обструират, односно да ја поддржат. Тек трета опција, мислам дека за Европа е нови избори, додека не ги исцрпиме сите овие. Дали ќе биде така или некој ќе има право, дали Европската унија или нашите политичари, како ќе се говорат, ќе продолжиме само веднаш да ги чуеме прво изјавите што денеска ги дадоа лидерите на партиите, кои што веќе се сретнаа со Хан. Ќе замолам јас режијата, ако може да ги погледнеме изјавите на лидерите на партиите кои што се сретнаа со еврокомесарот Хан, па се враќаме да ги искоментираме. Honestly, we will not give any advice to any Искрено не можам да дадам совет на ниту една политичка партија како да постапи. Секој треба да биде свесен и да сноси одговорност за интересот на државата и граѓаните, односно мнозинството кое сака европска перспектива. Ние имаме подготвеност да дадеме подписи за лидерот на опозицијата да земе мандат. Но што се однесува до влада, тоа е друг процес и ние за тој би требало и ќе преговараме. Значи, ако нешто во тие договори е во спротивност со нашите принципи, што ние сме ги објавиле, ние наравно дека нема да бидеме дел од власт. Нивните ставови се тоа и што и порано сме ги слушали од Европската Унија, тие се многу заинтересирани за стабилноста и за Македонија да продолжи во патот на евроинтеграциите и членување и да биде што поскоро членка од НАТО. Се разбира дека тие сакат што побрзо да се формира влада, политичка влада. Изборувавме и околу заеднички констатиравме дека предвремени парламентарни избори не се решение и бија компликувале ситуацијата, политичката ситуација уште повеќе.
Се ги знам играчите, ќе се сложите од искуство, може би ќе погрешам. Не мислам, туку сум убеден дека Груевски и Ахмети имат договор. Само не малтретират, не е тоа добро. Би било коректно да ни кажат каков е нивниот договор. Папатур материјалите шкруара. Без да има писмени материјали, нема подписи од Демократската унија за интеграција. Прво треба да види што пишува на тоа ливче и после ќе се одлучи од страна на органите на Демократската унија за интеграција. Да вендосин органите Башкимит демократик per интегрим. Вие го знаете, нашиот растеретен став. Ние го отворивме процесот и концептот на едно општество за сите. И апсолутно сме растеретени од сите овие предрасуди кои што некој се обидува да ги наметне повторно во јавност. Мене ми е драго што етничките прашања се отворени во Македонија и за нив треба да се разговара. Впрочем, ми е драго што и ВМРО ДПМН ја прифатил платформата и законот за употреба на јазиците и тоа е добро. Еднаш за секогаш да ги затвориме етничките прашања, да се зафатиме со реална политика, да го подобриме животот на сите граѓани во Република Македонија. Ете, тоа беа првичните изјави на лидерите на партиите кои што денеска се сретна со еврокомесарот Хан. Пред се јавивте веднаш за реплика господин Јонус, меѓутоа само да дозавршиме со господинот Каржаловски. Господине Каржаловски, еве вака, ако може да сумирам со по една реченица, Ахметиот Заев бара писмени материјали, што и да значи тоа. Во оваа изјава на господинот Заев чувме ајде да се фатиме за реалните проблеми, меѓутоа претходно денеска изјави дека се ќе му биде доставено писмено. Села вели политичка влада, предвремени избори не се решение, вели се согласивме со Хан за тоа. Беса вели да подпис ќе му дадеме на Заев, ама тоа не значи дека ќе формираме влада. Хан вели па не можам на ниту една партија да ја дадам совет. Она што мене еве барем лично ми остави впечаток е изјавата на господинот Тачи кој што или Груевски и Ахмети се договорени, тоа за него е само игра за господинот Тачи. Како ви изгледа се тоа? До сега разговаравме за тој некој контролиран хаос, ако може така да го наречем, или играрија, како што ја вели господинот Флоровски. Добро, се уште не е хаос, е контролирана ситуација и се течат некои преговори. Да беа договорени ВМРО ДПМН и ДУИ, ќе се договореа кога беше рокот, значи имало некоја причина која е пречка, што не значи дека повторно не може да се врати назад, бидејќи мислам дека од денешната изјава на Ахмети дека нема толку лесно и СДСМ и ДУИ да се договорат. И ако се нема некој рок, прашање до кога ќе се договараат и како ќе се одлучи, мислам на ДУИ дека прилично тешко ќе им биде да одлучат повторно, као што не може вечерта кога требаше истекуваше рокот со ВМРО ДПМН, веројатно ќе бидат у тешка ситуација бидејќи од внатрешни причини, од нивните партиски расправи внатре, кое крило ќе превагне или нема да превагне, пак ќе заклучат дека не може да донесат одлука и во тој случај повеќе или помалку е јасно дека нема да може да се формира влада и ќе останат опцијата нови избори. Сакал Хан или не сакал, на крај тоа ќе биде и мислам дека дури најмногу им одговара од одговлекување до локалните и веројатно заедно со тоа, меѓутоа не е исклучена можноста и сепак да се најдат со СДСМ. Мислам СДСМ ќе напише тоа што се бара од нив, ќе се договорат, ќе ги усогласуваат становите и ако успеат, веројатно ќе нема избор председател Иванов од да им додели мандат. Меѓутоа треба 6 месеци најмалку да поминат за нови избори, тоа знаете господине Каршаловски. Значи веројатно ќе треба да почекаме. Добро, да. Едно 6 месеци. Ама и тоа е опција. Така, во ред. Се јавивте зошто се јавите господинот, па господинот Халили, па господинот Флоровски. Ке се последен ме ставиш. Меѓувреме се постави уште неколку Како што завршуваме Ти така. одиш обратно од Да ги искоментираме изјавиве што ги слушнав. Во меѓувреме се постави уште неколку теми, меѓутоа ќе се обидам да бидам краток за да не одзимам време. Принципот на влез во Европа, барем за постсоцијалистичките земји, од потпишување договор за стабилизација и асоциација, евроинтеграција и така натаму, ние се уште и после 25-6 години стоиме на првата точка, тоа е стабилизација. А камоли асоциација, која произлегува од стабилноста на државата, па да се асоцира со европските стандарди за да бидеме евроинтегративни, така ли?
Значи, тоа е првото. Второ, изјавите на сите политичари кои ги слушнавме во овој момент, лидерите на политичките партии, кажуваат една работа, дека нивото на контролираната нестабилност е подигната на повисоко ниво. Контролираната нестабилност во 2001 година, или барем нередите кои ги гледавме на улица и ги дефиниравме како контролирана нестабилност, беа првата фаза. Таа фаза беше на едно пониско ниво, на кое што требаше да докажеме дека народот не се согласува. Се спротивставува, има демонстрации, има дури пукања, има и дури жртви. И сега го подигаме нивото на ниво на повторно контролирана нестабилност, али на ниво на несогласување на политички ставови. Имаме барем на Балканот или микрогеополитички, ние имаме таква лепеза на отворени прашања, на кои што можеме да импровизираме контролирана нестабилност уште 50 години. Со тоа што таа игра може да се игра на ниво на едни попуштиле, меѓутоа станало едно отворено прашање кое ќе го решаваме на есен, а на есен има нови избори, па после Тоа Заев го рече, ајде да ги технички. затвориме тие прашања, да се токму фокусираме така. на реалните Значи, проблеми. Македонија, генерално, ќе се вратиме на елементарната анализа, Македонија, генерално, многу успешно успева да го затвори или фрли под тепих, или замаскира клучното прашање. А тоа е криминалот, што доведе до кризата во која што се наоѓаме и како да се излечеме од неизе. Има едно клучно прашање тука во целата работа. Тоа е следното. Како ние да почнеме да размислуваме на нешто друго, освен на интеретничките проблеми, кои се дежурен, значи, вокабулар, за да може да се дефокусира од клучното прашање, тоа е како да се направи здрава држава, и како да најдеме решение во кое што навистина Македонија ќе функционира како права, вистинска граѓанска држава на сите граѓани равноправно и etc. Дали ова значи дека се согласувате во потполност со Заев? Ова се ваши ставови и пред да чуеме изјавата Видите, на Заев не Заев. е наивен. Ја мислам дека Заев воопшто не е наивен, ниту пак сметам дека без некаква поддршка може да настапи со овакви ставови. Тој дури искаже и голема доблест да седне со албанската емиграција во странство, да седне со нив да разговара отворено на таа тема и така натаму. Сега, ако веќе сето тоа е направено како жртва, а во Македонија, внатре македонски, географски, албанските партии се уште не се согласуваат комплетно со тоа што Заев го нуди, тоа само ја покажува наивноста на играта. Значи, ден поскоро, доека него затвориме прашањето на државните интереси, ова е банална тема, веќе ова го разговараме стално и повторно се враќаме на истиот проблем и никако да дури и овие дебатни емисии станат дегутантни. Се уште немаме расчистено што е државен интерес, што е национален интерес. Затоа што решавањето на државните интереси по автоматизам дава решенија за микропроблемите, за микроклимата внатре во државата. Секоја една добро организирана држава има одговор на секое прашање. Ако ние добро се посветиме на тоа што е држава, направиме дистинција што е државен интерес, што е национален интерес и дадеме предност на изградба на една здрава држава, проблемите со кои што ние овдека цело време губиме време и купуваме време, ќе бидат многу банални. Ќе завршам со следново. Почитуваниот колега спомна дека сепак се купува некакво време до следните избори, се спомна дури и рокови од 3 месеци дека не сме да има нови избори и така натаму. Не 3 месеци, мислам дека уште 3 години. Ние ништо нема драстично да промениме доколку лајтмотивот на нашата политичка, значи рошомонијада биде интеретникумот. Проблемите не се решаваат. Проблемот на платформата на албанците, која е поставена, е елементарна и не е нова. Пиар машинеријата. Следно прашање. Да, тоа е тоа. Ќе биде следно прашање токму прифаќањето, попуштањето и така натаму. Само да ви кажем една работа. Пиарот ја држи Македонија 9 години, не економијата. Да албанската страна
ја имаше силината на пиарот, што го имаше ВМРО, парафразирам, да не бидем погрешно разбран, ја гарантирам дека секој, значи албанците да го имаат тој пиар, ја тврдам дека секој втор во државата едва ќе чекаше да се вика Рамадан. Господине Халили, како ви се чинат овие изјави на лидериве на партииве? Секој на своја страна, барем вака првично, делува за јавноста. Јас Никој не мислам попушта. дека секој лидер има право да го изрази својот став, тие ги изразиле ставовите. Со оглед на тоа што слушаме, се форсира тезата на уште едни предвремени или подоцнети парламентарни избори, што на економски план би било катастрофа за Република Македонија. Двете партии кои претендираат да состават влада, председателот Иванов им дал отворена понуда. Повелите, кој ќе дојде прв кај мене со мнозинство во собранието, тој ќе го добие мандатот. Другата теза дека не даваме ние подписи, оти немаме написмено, ние сме дали 26 години такви подписи и не подписи. Еден приоритет кој беше на прво место 2008, самиот тој што изјавува денеска го ставил како четврти приоритет, оти рекол, ние наш интерес, ние сме тематска партија, Македонија треба да биде во ЕУ и НАТО. Нема проблем, ево, министер за евроинтеграција, министер за одбрана, ајде во НАТО, немаме НАТО. И сега всушност ние се негираме само себе си. Тогаш имаше доблест да каже, јазикот не ни треба сега, 4 години нема да збориме албански, ќе влеземе во НАТО и ЕУ. Сега не сме влегле, ние сакаме подпис. А ќе дојдеме кога ќе збориме, затоа не сакам пошироко. Така, следно тоа ќе биде прашање со околу попуштање, прифаќање, неприфаќање, кој како. Господине Флоровски, како ви се чинат овие изјави? Дали е можеби играрија, како што велите вие, дали се реални размислувања? Чекајте да дојдам на ред, задремав. Еве, повелете. Се надевам дека мојот глас ве разбуди. Не разбуди. Слушам, пратам све, значи. За Европа го кажав собственото мислење. За нашите да ги анализираме малку. Не верувам дека нешто ќе направиме ни сега, ни во догледно време, имајќи во предвид кој ни е јужен сосед. Нели се научивме ние никош да не ги именуваме. Мислите на Грција? Па не мислам, извинете, на баба ми. Починате, па на Грција. Да се вратиме на нашите политичари што не кројат Значи, сакам судбината. следното да го кажам. Прво, овие флоскули, приказки од Заев, веќе ми е дотука, да ти кажам искрено. Зошто сметате дека се флоскули? Зашто сметам? Затоа што човекот дефинитивно има проблем, за кој не сум компетентен да говорам, ниту сакам да говорам. Она што го направи во Македонија, бомбата која фрли во Македонија, он не кажува Агим дека не само што се сретнал со албанска диаспора. Според моите сознанија, си има сретнато и со други албански организации, но тоа не е ни битно во моментот. Но тоа е доблест. Не ни е, за тебе е доблест, затоа што си албанец, затоа што имаш две држави на Балканот, сакаш трета. Тоа сакам да ти кажам. Па Јас тука е вашиот... дозволи се, јас морам. Морам да ве Чекај. Тука е Ако мораш проблем, што да вие не станам да сваќате си дека одам, Не, ве молам, правилата овдека се знае кој ги поставува, ве молам. Ги анализираме изјавите на политичарите. Јас кога почнав реков да бидеме отворени без да се љутиме. Така беше моабетот. Ве молам да не го трошиме времето. Ама ме пресекува. Искам, молим те, прави ред или да си Ве одиме. молам да ги искоментираме. Зборуваме за изјавите. Сакам да кажам следното. Ако Зоран Заев ја прифаќа албанската платформа, која за мене како Александар Флоровски, член на ВМРО ДПМН, еден од основачи на ВМРО, значи предавство на националните македонски интереси, нека прави влада со кога сака.
До каде ќе стигнеме? Отур Бурда бе Кардаш, отур. Се ја разговарам. Во ред, до каде ќе стигнеме? До каде ќе стигнеме, не можам ништо да кажам. Јас не ги обвинувам албанците, воопшто. Камо да бевме ние македонците единствени како што се они. Јас и во парламент го говорив, им завидувам на нивната единственост. А ние како спомнагим, како трн во вреќа, си ги вадиме очите едно со друго, ништо не сме научиле. Ништо не успеевме да научиме. За жал, дека обединети сме појаки, дека еден став пресно се крши, ама 10 не се кршат така. Таа е антиуставна платформа која се граничи со не знам што. Да ги повикува председател на туѓа држава, конкретно господинот Еди Рама, и да ми ја напише, да ми ја даде, еве што ќе барате вие, па кај го има. Па таму имаме ние 300.000 македонци, кои православни, кои исламизирани, кои права ги имаат. Да не говорам за македонците на југот. Добро, веќе вие го да не говорам за тоа македонците прашање. кои ги имаат 250 во Србија, не знам и таму кои права ги уживаат. Може би повеќе ги има. Во Бугарија исто така, таму веќе бројката е многу поголема. Но години помина, се претопија. Албанците не се претопуваат. Ти вели албанец, дали е муслиман, дали е католик, дали е православен, јас сум албанец бе. Веќе јас сум шкип бе. Кога ја почнеме оваа тема, веќе во ред, само да уште ве молам, ова за Тачи, вие ги спомнавте играри на политичарите. Тачи вели дека сепак Груевски и Ахмети се договорени. Не сакам да верам во таква работа, се сложувам со она што Аце го кажа. Аце може да име така. Да не одиме Како го разбирате тоа, изјавата на Тачи? Туку сме обични луѓе. Јас не сакам да верам во таква работа, дека ако ВМРО со Дуи веќе 10 години во коалиција и фингираат сега, некој фингира, не игра Божем, ај вака ќе правиме, ај така ќе правиме. Не верувате? Ахмети, јас не сакам да верувам. А не навлегам, може би точно, не сакам јас да верувам. Во ред. Значи, Али Ахмети е сега фрлен во оган. Внатре во партијата, тројца, што знам како да ги крстам. Имаат различни ставови. Не сакам фракционери да ги крстам, тој е тежок збор. Фракција веќе значи имаат различни ставови. Тројца луѓе кои имаат други ставови, може би имаат и други интереси, не сакам да навлегам. Човекот го фрлаат на 60 години во огин, да изгори, за да може да се постигне одредена цел. Како се изгубени тие 70.000 гласови? Не го паценеме со албанскиот народ. Јас до суперлатив говорам за албанскиот народ. Јас ќе ти кажам како се добине тие гласови. Мистер Кешмидашки. Такви работи има луѓе македонците. И македонците ги купувале. Што мислиш? Не. Немој да влеземе во таа тема, од Не, губитници тоа не е од себе. тема. Не. Јас реков. И македонци се купувани. Абе, Во ред, за таа работа прашаме мене. Господине Халили, Ама сега и ти веќе прашаме. Јас живам кога ја во таква начнавме веќе оваа тема околу платформа, попуштање национални интереси, еве веќе да почнеме со репликата за Значи, како Агим, тој е мој личен став. Во ред, тоа е Јас не вашиот знам што став. ставој ти гради ВМРО. Тој е став на форумски само. Ќе почекаме вечерва да видиме што ќе изјави лидерот на Јонус, а не на албанците. Добро. Во ред, Господине повелете. Флоровски, под полна морална, материјална, било каква одговорност, го изјавам следново. Македонскиот народ е мој народ. Тоа е прво. Второ, Ретко мислат како тебе. без разлика, мој народ е македонскиот народ. Второ, апропо Еди Рама и мешањето негово, фактите го кажуваат следното. Првото одење на официјалната делегација на македонскиот естаблишмент во Голо Брдо, Добро. 2006 или 2007 или која беше, Таа начело година со беше, министерот. горе-доле. Дали знаете која помош го однесе за македонците во реонот на Голо Брдо? Резбан Тапан. Искрено ти кажам, не знам. Тоа не знам. стои Искрено ти запишано кажам. во историјата. Не знам. Стојат артефакти, Може. стојат податоци кои се запишани и дека нашата делегација во знак на добра волја од македонска страна која ги посетила македонците на албанска страна, ги усрекила со еден тапан. Може само кратко, не е реплика. Тука- Тој е срам тогаш за нас и за владата која работела во тој период. Тој е срам за нас. Молам, ја ве слушам, слушајте ме и вие мене. Додека
она што во вистинските демократски процеси, во вистинските демократски инсталации стои како дефолт и обврска е да се секира свој за своето. Тоа не значи треба дека кога ќе дадеш керка негде да се омажи, тресам. Добар пример. Апелирам. Прифатете го како тресење. Кога нечија керка ќе оди во некоја куќа и ќе живее во некоја куќа, таа керка мора да се прилагоди на законите на куќата каде што е мажена. Но, јас како татко имам право да ја советувам. Керко, биди мирна, биди ваква, биди таква. Тоа не е ниту срамота, ниту законски забрането, ниту пак неморално, ниту пак од Бога, уставу и закону, ве молам абсурдно. Према тоа што македонскиот народ како таков, за кој повторувам трет пут дека е мој народ, и жал ми е што е така, тоа што македонскиот народ оди во својата диаспора прв пат во историјата со поклон тапан, не сакам да споменувам имења, се знам. Ту е прича, друже мој, завршена. Повелете соговорници, изборете. Ве молам сега, зборуваме за платформата, ве молам и за дали е се тоа. Може една Но минутка. Кусо, ве молам, Тоа е Кусо. вистината. Повелете Кусо. Ве молам, господине Јович. Повелете Кусо. Агим, ќе зборите после. Ве Јас молам, сум многу Кусо. отворен човек. Да не бегаме од вистината, господин Флоров. Јас Ве сум молам, многу отворен имаме човек уште малку време. и додека траеше, додека збореше ти кажав, ако е така, тој е срам и за нас како македонци, тој е за тие што отидоа, не за мене, јас се сум бил. Срам е, Постојат тој запишани... е срам Што ви е поентата? затоа што не даваат никаква поддршка. Ако тише со тапан, може да земат и зурла. Боже ми прости, не сакам да бидам безобразен. Еди, рама барем се умешал бизарно. Готово, дали... Не е проблем она што го збореше ти, кој ќе сомажи керката. Јас имам керка, јас водам сметка, јас разбрате. Што ви е поентата, Зашто ти е господине Флоров? наравно учење. Зборува фигуративно, господин. Збора, Што па ви е јас поентата? фигуративно, еве поентата што ми е. Платформата, кога е напишана, се наводно од Еди Рама се, колку е тоа точно, колку не е точно, таа е донесена тука, видена, прочитана. Тоа Платформата е е само... антиуставна. Овде има устав, ова е унитарна држава и држава на македонците и сите кои живеат овде. Ова не е Швајцарија, не е Америка, не е конгломерат од држави кои Ве молам, побаравте само 30 секунди, ве молам. Господине Јович. Аги, ти си скопски демек, дете ги знаеш работите. Класичен контранационализам на национализам. Завршувате. Господине Халили, веќе ја спомнавме платформата, ве молам. Лошо си ме разбор. Господине Халили, само ве молам. Имаш трпение да ме слушаш. Ке те слушам, Ве молам, сега само господине Халили, Поведи. само да го поставам прашањето, бидејќи веќе ја начнавме темата, ќе мора, немаме уште многу време, да видиме што се случува, дали ова што барем партиите, албанските партии велат, не или платформата или нема да има влада. Македонските партии СДСМ вели добро, ајде да ги затвориме тие прашања, ВМРО вели не, тоа не е патриотски, не е уставно. Ве молам, ваше Ќе видување. имате трпение. Јас трпен имам, Да. повелете само да не се Дали си ја далечувам од читал темата. платформата Флоровски? Внимателно, дали си ја прочитал? Еве, ќе бидам искрен. Не сум ја прочитал, затоа што нема прилика, но ја слушав преку медиумите. Она што е пласирано од медиумите. Од сите дебати до сега, Значи, јас сум искрен. Не сакам никого да лажам. Не Од сум ја сите- читал да. она што го пласира, Од сите тоа е. дебати Мислам до дека и он не сега. ја читал, ја ги не ја читал. од сите дебати до сега што сум ги гледал преку ТВ дебати, од сите телевизии, Добро. едино професор Шкарич ја прочитал платформата. Другите имале збореле, прилика ние. другите збореле на памет. Не сме имале прилика. за Силјановска беше конструктивна, но во рамките на конструктивното. Ево, прво јас одговорно ти тврдам дека нема албанска платформа. Има изјава на албанските лидери. Во ова изјава на албанските лидери се вели дека ние, цитирам, ќе ги поддржуваме сите иницијативи за промена на уставот
кои ќе придонесат за подобрување на положбата на албанците. Ќе ги поддржаме, не ние ќе. Второ, сите овие барања се базирани врз основа на Устав и Оридскиот договор, врз Устав, каде албанците се сметаат за државотворно население. На македонски погрешно преведено нација, население. Што е вистина? Во преамбулата така. Ние сме државна популација, државнотворна популација, население, не сме нација. Браво, тука е суштината на се. Одеме понатаму. Најде ми ти една точка што е албанска во таа платформа, сем јазикот. Кажи ми, ова точка е албанска. Јас кога би ја составил таа платформа, јас под еден би ставил решавањето на социјалните, економските проблеми на поранешните борци на ОНА, на УЧК. Затоа што тие не ги уживат тие права, затоа што во мнението на македонското население и политичарите, тие се уште се сметат за луѓе кои не се добри за ова држава, бидејќи убили, да кажеме, луѓе, војници. А нивните раководители, команданти, денеска уживат имунитет. А ниеден војник не може да прави злодела без наредба на командантот. Ова точка ја немаш. Ова точка би била чисто албанска точка. Второ, таму се поддржува СЈО. СЈО не е албанско барање, СЈО е барање на 4 партии подписници на пржина. Легитимно подпишани. Одеме понатаму. Со временски рок на трајање. Без и тоа го прифаќам. Ама и така е. И тоа. Не сме Кога измислили јас би го нешто. напишал тоа, би напишал СЈО Доживотно. плюс Као Тито. оддел за посебен суд, кој ќе служи на ово СЈО, не СЈО без суд, јас би напишал таму. Усвојување на законот со кој ќе даваме на СЈО можност да ги расчисти барањата за Мострум и за Сопот и другите кои се типично албански, што го нема тоа тука. Одеме понатаму. Знаете што барат албанците таму? Барат ние да направиме една институција која ќе едуцира преведувачи и лектори на албански јазик. Имаме катедра на албански јазик во УКИМ. На катедрата и недостатствуваат 5 професори. Затоа што министерот албанец, а 4 министри албанци сме имале до сега, тие можели да го прават тоа без да пишуваат платформа. Трето, што пишува? Бараме комисија за финансирање на општините. Тоа е срамота. Имаме ние Ама локално... никој против тоа не е. Имаме ние закон за локална управа, закон за децентрализација. Министер за локална самоуправа е албанец. Комисија не може да има фонд. Министерството има фонд. Одеме понатаму. Бараме, не тие што составиле, барат албанец да биде во делегацијата со спорот со Грција. Па тоа е веќе не албанец. Треба таму е представник на опозиција, на позиција албанец. Што е без, не треба да се пишува тоа. Чим составаш влада, имаш делегација, ќе оди и еден албанец. Ама и така одевме секогаш. Ама ова е барање. Чекай, ма така сме дали секогаш од мешани состави, знаеш ти што? Имаме барање на делегација за решавање на проблемите со Бугарија да биде и албанец. Зашто тоа? Тие се наши... Јас немам против да биде. Еве, ако ме прашаш лично мене. Ама зашто тоа? Да расправаме ние сега кој јазик ќе биде на употреба во меѓу тие државни контакти, што е решено тоа со договорот со Георгиевски. Имате нешто што сите тоа го драматизираат. Донесување на резолуција. Донесување на резолуција од 12 година до 52 година е непотребна. Оти не сме имале ние македонска држава тогаш. Може да донесеме таква резолуција, кого да го судиме?
кралството СХС, не знам кога да го судиме, и тоа заднешки ќе кажеме. Сите граѓани на Република Македонија биле угнетени во тој период. Вклучувајќи ги и македонците кои не можеле и името да го пишуваат и да учат на македонски јазик. Таа резолуција јас вака би ја направил. Да, резолуција од 53 до 90 година. Сме имале настани на притвор на учители, просветители. Сме имале идејно-политичка диференцијација, затворење на школи, рушење на зидови, забрана на ставање на лични имиња. Мухамед, ми кажеш работите, ајде сме генерацијски тука, па ги замест тие работи. Така, се јавивте за реплика, вие па господинот Каржаловски исто се јави за реплика. Имаме не повеќе од 10 минути. Сега кај јазикот. Ево, одговорно тврдам. И начинот од Бујар Османи, портпарол на ДУИ, рече за сите точки, тоа е прв пат во историјата на Македонија, и ВМРО и СДС имат исти став по изјавата на лидерите. Значи, и ВМРО е предавник, бидејќи и тие ја прифатиле точката за албанскиот јазик, и СДС е предавник, двајца предавници, ама не е тоа така. Затоа што начинот како што тие сакат да го решават тој проблем е антиуставен. Треба да се менува уставот. Уставот треба да се менува. Имаме уште 5 минути, ве молам реплика. Вие господинот Каржаловски и одиме на завршното прашање. Ќе море имаме уште 5 минути. Да не ја силуваме работата, многу збореше, многу работи кажа. Но имаме уште 5 минути. Па да ја прескоктиме, мене нека збори. Повелете ве молам да не го трошиме времето, господине Флоровски. Затоа и ви реков, ред мора да има во оваа работа. Значи, јас точно дека не сум ја прочитал платформата, слушајќи го на медиуми што е дадено, лично ако ме прашате, воопшто не ми се допаѓа. Затоа може да полемизираме ден и ноќ. И никој што ма се сложиме. Но нашиот разговор ќе биде еден умерен разговор меѓу луѓе кои треба да разговараат и тука да остане разговор, што може да се реши, што не може да се реши, не се решава. Прво, кога говорите за борците на УЧК, тие борци на УЧК не ги донесовме ние на просјачки став. Тие рече командантите се богата, овие немат леп да јадат. А зар некој очекува тие луѓе што убива полицајци и војници да ги наградиме со пензии, па да не треба да им дадеме и орден народен херој? Чекате бе луѓе, што правиме ние во државата? Па нивниот командант го има штуката. Па утепајте го нивниот командант, што има да барате ви од државата? Ако тој ги изиграл, ако албанците од диаспората давале пари за сите што се боре и загинаа на фронтовите, кај се тие пари, прашате се вие? Тамо заврче во приватни джепови. Ако говориме, тој е уште полош криминал, тој е воен криминал. Да го фрлиш да изгине, а ти да уживаш во благодетите, но не е така. Господ е тој што пресудува. Ниту сме ние. А ако не го фати земјен суд, Божиот суд е тој што ќе го фати. Значи, не можеме да правиме ние од... Тоа беше класична војна, да не се лажеме ние. Тоа беше војна. Некој класифицира како борба за граѓански права, некој како верска војна, не замуше што. Значи, 300 матраку ќе се воде, па дојде олеснители. Значи, не можеме од тие луѓе ниту пензија да им дадеме, ниту да ги правиме народни херои. Затоа што... Што друго не се согласувате во таа платформа? Или тоа ви беше репликата за... Не, си е многу реплики, но гледам само ме брзате, не можам да дојам до збор. Да сублимираме, господине Флоровски. Не, вака, ве молам, никој не... Да не го губиме времето, доискажете се. Не се сложувам со платформата врз основа на она што го слуша по медиумите. Не сум ја читал. Но, некој ако ми чепка во моето, во македонското, некој спомна национализам. Национализам значи љубов кон сопствената нација. Шовинизам и фашизам се веќе две други работи, кои се за осуда. И ти си националист затоа што се сака сопствената нација. Ти ако не ја сака сопствената, не можеш да сакаш ни туѓа. Што е нормално. Он спомна една голема работа. И тука морам да му кажам
А лав нека ти е. Ги сакам и македонците, он растене во таква мало. Тоа е голема работа да се каже. И јас му реков дека не сите албанци размислуваат како него. И тоа е така. Но за она што го кажа, за оној дел, дека ги сакам и македонците, мене многу ми значи како човек. Значи, сакам да кажам следното. Платформата, јас и не сум некој фактор, ниту сум во собрање, ниту ќе гласам, ниту ќе одлучам. Лично, ако ме прашате, не се согласувам. Ако ја видам, да прочитам, да видам што е, како е, може да седеме, дискутираме. Но, она што е пласирано, предпоставам дека тие што пласират не смеат да лажат. Ми делува мене антиуставно. И неприфатливо за вас. Рушење на уставниот поредок на Република Македонија. Фактички раземитување македонците. Да бараме новата, дозволи, јас што го слушам, да бараме новата ткобина каде? Во Тасманија. Ако може Тасманија да се селиме, но не сакам да се селам. Моите се селени еднаш од Егејска Македонија, од тие наши пријатели кои не гаѓаат со напалм бомби. А ги растене со беломорци, со егејци, ја знае нашата судбина. Како што ја знам и јас. И јас не можам тие луѓе да ги сакам. Имам загинато еден буѓук луѓе од мојата собствена фамилија. За таа Македонија, говорам за јужниот дел на Македонија, кој е денеска под юрисдикција на грците. И вие имате тамо дел. Албански дел, и тоа треба да се каже. И тоа е факт. Господине Каржаловски, повелете, вие се јавивте за реплика по ова прашање. Јас се извинувам ако одзема време, ама не, тоа е вашиот став, господине Флоровски, тоа е во ред. Не се извинувам што ми одзема време. Нема извинување за времето, се обидуваме секој да го добие времето што треба да го добие. Повелете, господине Каржаловски, тука да. Права за платформата, ја се прочитав цела. Уште еднаш, неколку пати имам прочитано. Бидејќи така, добро, дебатиравте. Не се расправаме. Повелете. И целата е 2 странички, има 7 точки, 19 подточки вкупно. И има неколку елементи тука. Значи, ја имам свое мислење и за сите точки, и за сите подточки. И со дел се согласувам, со дел мислам дека не се проблематични, дел мислам дека се противуставни и сето тоа. Во кој дел се согласувате, во кој дел сметате дека не треба? Не вака, прво, тоа Мухамед Халили почна од тоа. Прво, не е платформа на албанците, тука е на тие три. Еве и Мендух Тачи се буни што и он не е делот, што не го викнале за да дали да биде. Значи, тоа е платформа на тие три партии, која патем не е ни подпишана. Значи, прашање е колку е обврзувачки за нив самите. Бидејќи, кога почнаа преговорите ДУИ ВМРО ДПМН, само ДУИ преговараше, а не трите партии. И се прашање колку ДУИ се држи до неа. Тоа е друго прашање. Да, ама еве, значи колку проблеми има со тоа. Ама е некоја платформа со која албанските партии настапуваат во преговорите. Второ, че има платформа за преговори, не значи дека ќе биде прифатено ниту од ВМРО ДПМН, ниту од СДСМ. Колку ќе биде прифатено, тоа е прашање. Трето, колку од тоа ќе стане дел од владината програма, ако уопште се договори коалиција. Четврто прашање и на крај пета, колку ќе се спроведе. Значи, може да се договорат, ама никогаш нема да дојде на ред да се направи. Така да мислам дека се мистифицира премногу, а има работи кои, например, една точка вика добри односи со соседите, да се отворат нови премини, па тоа го правеа и до сега, Стрезимир се отвори. Да, не е никаков проблем, тоа зошто да е проблем. Ето, дури не ни функционира, џабе го отвори. Или евроинтеграција. Не, ама не сложуваме готово. А се не согласувате, господине Каржаловски, вие велите во некои делови не се согласувам. Мислам дека и господинот Халири рече дека нема потреба од резолуција за геноцид, која немало ни македонска држава. Кој да направи? Зашто се за тоа да се расправа дали ќе имало ли? А геноцидот врз македонците? Од истата таа структура. Тоа се веќе прашања со кои што, како што ја кажа господин Каржаловски, е работа на партиите, ќе мора да завршуваме тука, бидејќи веќе влеговме во терминот за вести. Само 2 секунди ве молам, повелете и тука завршуваме бидејќи влеговме во вести. Се додека во меѓународната јавност, во очите на меѓународната јавност, не покажеме единство како зрели луѓе кои знаат да направат држава и секој од нас посебно им се удвара на странците, ние не одиме никаде. Има една латинска поговорка... Ова ми се допаѓа, се удвараат на странците. Има една латинска поговорка која вели «Ipsi hostes proditorem patriae condemnunt». Што во превод значи? Дури непријателот го презира издаицата на родот свој, на својата држава. И ве молам,
се додека ние внатре останеме само на првата точка, а тоа е стабилизација, па асоциација, па евроинтеграција, ние сме у дебели, фудбалско речено, офсайд. Ворет, ви благодарам. Ја мислим Ви ти кажеш благодарам. дебели гомна дека сме. Ве молам, Нисам тука тако теоретик. разговорот слободно ќе може да го продолжиме и надвор од ова студио. Знам дека со вие жешки Не теми. фудбалски, кошаркаски, баскет. Знам дека ова се жешки теми што некогаш можеби и ја креват Искра, ако ми атмосферата, дозволиш. но ве молам, тука завршуваме. Овие прашања, значи што ги отворивме и мојот апел во почетокот да разговараме отворено за сите работи, за она што не тангира. Значи, условно не сакам да кажам две страни. Не сакам. Затоа што сите живееме во една држава. Тоа зависи од вас. Дека сега- Готово. Не, сега- немаме време, не, готово. Чуј, сега Немаме сам- време, тоа ќе го оставиме за Значи, после емисија. Значи, не само ова да го Немаме време. Ако ми дозволиш. Секунда Значи, толку. добро е што разговараме отворено, затоа што не се познаваме доволно меѓу себе, а довербата на ни е на нула. Меѓусебна говорам. Еве, јас ве канам веднаш по емисијата да продолжиме со... Не сум фолирант, јас сум Апсолутно, политичар кој говори многу искрено, можеби не сум политичар затоа што говорам искрено. Политичарите Малце повеќе еден кажува, тактизира. трето Так, мисли, Ворет. второ пласира и Ворет, така натака. ве молам и вие секунда и тука завршуваме. Не, бе, Влеговме во ти највеќе терминот за збориш, вести. што? Ворет, ќе продолжиме, повелете. Чуј, бе, ја нисам Ворет, Маса попиви. Кој сака диалог за знамето, химната и грбот. Ти знаеш дека химната против сме гласали ние кога бевме? Сега тие Ворет, барат диалог. тука завршуваме, Диалог влеговме во терминот за вести. Јас ви благодарам што бевте дел од овој Клик Плюс. Дебатата, еве ве поканувам да ја продолжиме после емисија, а вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Останете со нас, следуваат вестите на албански јазик, а веднаш потоа на македонски. Од дежурната екипа ви посакувам мирна ноќ.